За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење романски качамак, како главно јадење пакетчиња во сос, за десерт кремаста торта. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите романски качамак. Во тава за печење го нанесуваме пченкарното брашно. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 2 минути на температура од 200 степени. Колбасите ги сечкаме на тенки коси кругови. Зовриената вода во тенчере на огање ја посолуваме. Во водата додаваме масло за јадење. Тавата со брашното ја вадиме од ревна. Го додаваме брашното во тенџерето. Мешаме со жица за матење. Тенџерето со сварениот качамак го тргаме од оган. Правоаголната тава за печење ја попрескуваме со масло. Со четка ја намрсуваме. Во тавата нанесуваме половина од качамакот. Врз него ги редиме парчињата колбаси. Прикриваме со преостанатиот качамак. Врз качамакот го нанесуваме кајмакот. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Го сечеме романскиот качамак на правоаголни парчиња. Неколку парчиња ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со 2 листа зелена салата. Врз секој лист зелена салата, со алатка за сладолед нанесуваме по 1 топка кисела павлака. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 40 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленика во жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Ченкарното брашно 2 минути печете го во рерна. Додадете го во зовриена посолена вода со масло во тенџере на оган. Мешајте со жица. Половина од качамакот нанесете во намрсена правоаголна тава. Наредете ги колбасите исечкани на тенки коси кругови и прекрите со преостанатиот качамак. Нанесете го кајмакот, испечете и сечете на парчиња. Сервирете и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите пакетчиња во сос. Морковите ги сечкаме на кругови. 2 главици кромит сечкаме на полукругови. Круговите шунка ги сечкаме на коцки. Макдоносот пак ситно го сечкаме. Преостанатата главица кромит ситно ја сечкаме. Во длабок сад го ставаме меленото месо. Го додаваме ситно исечканиот кромит. Потоа ги додаваме шунката и макдоносот. Додаваме 1 лажица сенф. Мешаме со лажица. Кришките леб ги кинеме на парчиња. Ги ставаме во длабок качиња. Преливаме со млекото. Промешуваме со рака. Откако лебот ќе омекне, го истиснуваме млекото. Исцедениот леб го додаваме во длабокиот сад. Јајцето го кршиме, го додаваме во садот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Повторно мешаме со лажицата додека филот не се соедини. Свиското месо го сечеме на шницли. Шницлите ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Потоа со најлонска фолија ја прекриваме првата шницла. Ја толчиме со чук. Ја отстрануваме фолијата. Врш шницлата нанесуваме од филот. Ја свиткуваме на половина. Прекриваме со фолијата. Краевите повторно ги толчиме со чукот. Потоа филуваната шницла ја свиткуваме во форма на пакетче. Пакетчето го свиткуваме во 2 ленти сланина. Го ставаме на чинија. На ист начин ги подготвуваме сите пакетчиња. Во тенџере со зовриена вода на оган ја ставаме коцката да се вари супа. На загреано масло во друго тенџере на оган ги ставаме круговите моркови и полукруговите кромит да се пржат. Посолуваме. Во 100 грама брашно ги набрашнуваме пакетчињата од сите страни. Потоа ги ставаме да се пржат на загреаното масло во тавата на оган. Откако ќе поруменат од сите страни, во тавата наливаме од супата од коцка. Откако зеленчокот ќе омекне, во тенџерето додаваме 1 лажица брашно. Го налеваме виното. Ја налеваме и преостанатата супа. Изнинстаните пакетчиња ги ставаме во внуторен сад. Преостанатата мрснотија од тавата ја додаваме во тенџерето со зеленчукот. Го додаваме и преостанатиот сенф. Ја налеваме неутралната павлака. Промешуваме. Потоа го тргаме тенџерето од оган. Ја миксаме содржината во тенџерето со блендер. Низ цедалка сосот го претураме во друго тенџере. 3 пакетчиња ставаме на едната страна на чинијата за сервирање. 4-тото пакетче го сечеме на половина и него го ставаме на чинијата. До пакетчињата го сервираме претходно сварениот мешан зеленчук. Ги преливаме пакетчињата со сосот. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Од меленото месо сечкан кромит, шунка и макдона, сомекнат леп, јајце, сенф и зачини измешајте фил. Месото исечете го на шницли, зачинете и столчете, нанесете фил. Формирајте пакетчиња и свиткајте ги во подвеленти сламин. Набрашнете ги, испржете ги и издинстајте ги во супа од коцка. Измиксете сос од испржени и со вино и супа издинстани моркови и кромит, сенф и неутрална павлака. Сервирајте ги пакетчињата со мешан зеленчук и прелите ги со сосот. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите кремаста торта. Почнуваме со подготовка на корите. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Ги матиме белките со миксер. Во садот го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Ја распоредуваме смесата во 3 тркалезни калапи за печење обложени со хартија. Калапите ги ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме првиот фил. Во тенџере на оган го налеваме млекото и додаваме 12 жолчки. Потоа ги додаваме прашокот за пудинг и шеќерот. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека не ја добие потребната цврстина. Потоа со миксерот го матиме изладениот крем од жолчки. Додаваме 3 лажици од изматената сладка павлака. Матиме со миксер додека филот не се соедини. Започнуваме со подготовка на вториот фил. Во длабок сад го ставаме прашокот за шлак, го налеваме млекото. Матиме со миксер. Откако шлагот ја добие потребната цврстина, ја додаваме киселата павлака. Кивите ги лупиме. Излупените киви ги сечкаме на коцки. Ги лупиме и бананите. Потоа и нив ги сечкаме на коцки. Ги вадиме корите од калапите. Им ги отстрануваме хартиите. На чинија за торта ја ставаме првата кора. Ја премачкуваме со првиот фил. Врз филот нанесуваме парчиња киви. Врз нив нанесуваме од вториот фил. Потоа ја нанесуваме втората кора. Ја премачкуваме со првиот фил. Врз филот нанесуваме парчиња банани. Прекриваме со вториот фил. Ја нанесуваме третата кора. Ја премачкуваме со првиот фил. Во садот со преостанатиот втор фил ја додаваме преостанатата изматена сладка павлака. Матиме со миксер додека смесата не се соедини.
Со смесата ја премачкуваме целата торта. Преостанатата смеса ја ставаме во готварски шприц. Со помош на шприцот ги украсуваме страничниот дел и крајот на горната површина на тортата. Декорираме со коцки и полукругови киви. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од белките изматени со шеќерот и прашокот за пудинг подгответе смеса. Испечете 3 пандешпани. Сварете кремот, млекото, жолчките, прашокот за пудинг и шеќерот. Изладете го. Во првиот фил вмешајте 3 лажици изматена павлака. Шлагот изматете го со млекото и во вториот фил вмешајте киселата павлака. Филувајте ги корите, нанесете ги парчињата киви и банани. Измешајте ги и преостанатиот втор фил и преостанатата изматена павлака. Филувајте тортата, декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Од таму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење брускети, како главно јадење ролувани јунешки шницли, за десерт колач со джем од сливи,